Така продолжуваме со темата семено насилство, кое што во изминатиот период интензивно ја споделувавме со македонската јавност колку жртвите на семено насилство се засегнати и покрај институционалните лавиринти од насилниците и како самите не можат да излезат од лавиринтот во кој што се заплеткуваат таа заедно со насилникот, но и институциите. На оваа тема денеска зборувам со Весна Петковска од Продолжен живот невладината организација. Весна, многу години наназад работите со жртвите на семено насилство, овој пат зборуваме колку е возможно жените жртви на семено насилство од социјално ранлива категорија да добиваат финансиска подршка од државата. Па, навистина, после 20 години работа на терен и со жртвите од семено насилство, имаме закони, значи имаме испроведување на законот за да биде насилникот надвор од сопствениот дом. Меѓутоа патот е макотрпен, значи жртвата секогаш мора да биде таа јака која треба да го води тој процес. Не е лесно да биде жртва, со оглед дека самото одење по институциите, значи ги доживуваш повторно сите тие работи секојдневно, а да не кажам како се чувствуваат од тај психичкиот дел. Меѓутоа за финансиски дел се сложувам дека поголем дел од жртвите се од некоја ранлива категорија над 45 годишна возраст, кога навистина ниту се за да идат да бараат работа, ниту се да бидат кај своите деца, бидејќи самите деца они се давале подршка до еден временски интервал, меѓутоа после они си го живеат својот живот и вика ти трпи сега или остави. И сега навистина доаѓаме до една ситуација да таа ранлива категорија на луѓе навистина нема кај да оде. Значи насилникот е дома во куќата, тука имаш помешани, значи снај, внучиње и се. Ситуацијата можеби вака изгледа као дека нема ништо, меѓутоа е многу тешка на терен и навистина треба да бидат издржливи, треба да бидеме сите да малце многу повеќе да бидеме единствени како до сега. Значи да, она е жртва, па мене ми е гајле за неа, меѓутоа треба сите од и денес, ако е кај мене, утре можеби ќе биде кај твоето внуче, кај твоето дете. Треба да бидеме невладиниот сектор заедно вклопени со институцијата, да можеме бар да се издвојуваат средства се додека самата жртва застане на своји сопствени носи.